Почнуваме со дебатниот дел. Тука во нашиот студио е поранешниот амбасадор меѓу останатото Ивица Боцевски. Господине Боцевски, да почнеме прво со евроинтеграциите. Ајде. Еве ја слушнавме оваа веста за скринингот кој веќе тече во Брисел и кој за власта значи дека официјално се почнати и преговорите со Европската Унија. Тие остануваат на ставот дека тоа е дел од истиот процес и дека за земјава се тече како што велат тие и за сите други земји кои ги имале пристапните преговори. Сега има околу ова се води дебата, дали е тоа навистина така, кој е вашето мислење? Па прво морам да кажам дека има една символика во датумот кога сето ова е почнато, односно тоа е 15 септември, на 20 години после оној фамозен 15 септември. Некако се устоличува овој ден како ден на сите македонски заблуди, вклучително и заблудата дека Македонија ги почнала преговорите, тоа прво. Меѓутоа, во однос на тоа дали Македонија ги почнала преговорите и до каде стигнала со преговорите, ќе се повикам на говорот за состојбата на Унијата, состојбата на Сојузот, кој што председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен го одржа во Европскиот парламент. И во еден сегмент на тој говор таа се осврна кон односите на Европската Унија кон Украина, која што веќе не доби статус кандидат на начин на кој што го доби многу поразлично начин на кој што ние го добивме, нели? И спомна председателката на Европската комисија дека Европската Унија е подготвена да ги прошири 4 слободи поврзани со ЕУ, со заедничкиот пазар на Украина колку што е можно поскоро. Во Украина тоа го прочитаа како шанса Украина да се интегрира во заедничкиот европски пазар. Меѓутоа, веднаш потоа развија една дебата во Украина. И таму се спомена во рамките на украинската дебата дека не сака Украина да влезе во балканската стапица на интеграцијата, посебно беше кажано дека не сака да влезе во македонската стапица на интеграцијата. Што значи тоа? Тоа значи дека со години се одвива процесот на интеграција, а никако да заврши, како онаа представата од Бекет, чекајќи го Годо. Да, македонскиот случај е меѓу поспецифичните. Тоа точно, затоа што еве 2005 сме ние земја кандидат, 2022 сме. Меѓутоа не сме само ние. Црна Гора ги отпочна преговорите 2012. Србија ги отпочна 2013 преговорите. До каде стигна? Срамотата да биде уште поголема според мене. И тука морам да кажам дека сум примерот на Турција него не спомнуваме, тоа е веќе друго. Меѓутоа, една работа која што мислам дека не е фер и која што Балканот треба да ја направи на еден драматичен начин, да крене глас, е недостатокот на солидарност помеѓу нас балканските земји кои што не сме во Европската Унија. Мислам, например, дека требаше да има една жестока реакција на целиот Балкан заради фактот што Украина стана земја кандидат, а Босна и Херцеговина се уште не е. Јас разбирам дека Европската Унија има поставено определени услови, ја следи Босна и Херцеговина, меѓутоа Босна и Херцеговина во целиот свој институционален склоп, приближување законско и така натаму е светлосни години пред Киев и пред Кишињев, кои што станаа земји кандидати. Така што, еве, одговорот е тој, односно дека ние сме и натаму во тој дел од, еве, како да наречам, балканска стапица на европската интеграција, односно имаме многу најави, многу бомбастични, помпезни најави, суштински ништо не се случува за жал. Да, добро, сега овој скрининг според представници на власта велат дека ќе трае околу година и пол според нивните проценки. Тие велат дека земјава е многу подобро подготвена од дури од некои земји кои се во тек на преговори, ја спомнуваат, го даваат примерот на Црна Гора. Велат дека се многу ние понапред во многу поглавја во поглед на усогласеноста со Европската Унија и дека полесно ќе ги поминеме тие работи, иако велат дека работите, дека ние веќе имавме еден објаснувачки скрининг во 2018 и 2019 и сега повторно имаме скрининг. Велат дека тоа е поради сменените услови за преговарање, сменетата методологија која е сега малку изменета, но сепак велат дека земјава е доста понапред во усогласеноста и дека полесно ќе го поминеме тоа. Што мислите? Па, морам да бидам искрен дека јас сум го водел тој процес како вице-премиер за европски прашања и ќе биде неправедно кон луѓето од македонската администрација кои што се во процесот, ако сега јас зборувам поинаку од она што сум го зборувал со години, односно дека ова не е ништо ново за Македонија и дека Македонија споредено еве со Албанија со која што треба заедно да речеме да почне преговори, има многу работи за кои што може да се пофали дека ги исполнила визави европските интеграции. За жал,
во македонскиот случај не пресудува работата на нашите институции, туку пресудува политиката. Прво бевме со години закочени заради грчкото вето, сега не е само бугарското вето, сега гледаме дека е малце некоја подлабока политика. Би рекол дека тука и политиката врзана со фактот дека Европската унија нема идеја што ќе прави со земјите од Западниот Балкан, односно дека во моментов полноправно членство не е на маса. Во однос на тоа, каде сме ние визави Европската унија, она што мене ме загрижува е фактот што од почетокот на владење на оваа влада, од владата на Заев, имаме влошување во некои сфери. Например, влошена е делот со јавните набавки, каде што е сменет законот. Еден закон кој што беше направен многу по-строг, по-транспарентен, сега е направен многу по-склон, ако можам така да кажем, на манипулации. Така што едно е реториката, друго е реалноста. Во некои делови имаме уназадување. Во однос на тоа, како сме во однос на Србија и на Црна Гора, знаете, ништо од тоа не ни вреди, ни нам, ни на Црна Гора, ни на Србија, кој каде е понапред, кога немаме пристап кон фундаменталните работи. Пристап кон заедничкиот европски пазар, за нашите компании, и исто така и за нашите граѓани. Можност за слободно движење во Европската унија, работа, студирање и така натаму. Значи, како да кажем, ова се безсмислени дилеми. Да, Македонија има што да се пофали, да, овој процес не паднал од небо, да, овој процес и за ова приближеност кон Европската унија најмалку е заслужен Бојан Маричич, например. Има луѓе кои што ова го работеле со години, има поглавја кои што Македонија ги има одамна затворено, кои што Црна Гора ги има затворено. Делови од законодавството кои што ги има применето во нашиот законодавен систем, во делот, да речеме, земјоделие, заштита на храна и така натаму, кои што Црна Гора и Србија уште ги немаат ни пипнато. И тоа е факт. Меѓутоа, што ни вреди во тоа момент? Дали тоа не приближува кон унијата? Дали тоа ни отвара, да речеме, заеднички европски пазар? Ништо од тоа. Да, во ова што го зборувате кога ќе кажете дека Европската унија нема визија за Западниот Балкан, тоа е една констатација која веќе подолго време се врти во сите анализи. Но сега реагира малку акутно во поглед на Украина, на украинската криза, да. За Украина и Грузија. И сега прашањето е дали мислите дека можеби оваа украинска војна малку ги освести перцепциите на ЕУ за Балканот, или мислите дека се уште немаат јасна слика? Се смени ли нешто? Ај ќе бидам дипломатичен сега. Очекував многу повеќе. Значи, очекував како што имаше брза патека Украина да се стекне со статус кандидат, така да има Балканот брза патека да дојде, да речеме, до некој друг повисок стадиум на интеграција со Европската унија. Не се случи тоа. Значи, фактите на теренот зборуваат спротивно. И еве сега на почетокот на наредниот месец ќе има прва средба таа Европската политичка заедница во Чешката република, нели? Ајде да видиме што ќе испадне од таа работа. Но еве, очигледно шом се спомнуваат овие геополитички заедници, политички унии, дека нема согласност. Значи, јас се надевав дека статусот кандидат за Украина и за Молдавија и за Грузија веројатно подоцна ќе значи за Балканот забрзување на интеграцијата. Сите така се надевавме. Но тоа не се случи. Да биде како некој катализатор. Да, и наместо тоа се случи во каде запаѓаме? Запаѓаме во една ситуација каде што Македонија е блокирана од Бугарија и каде што се погласно и погласно се спомнуваат некои кругови, да речеме, во Хрватска дека можеби Хрватска ќе блокира Србија. Да, таму се почесто има такви најави. Се почесто има најави, дури има, да речеме, и најави дека Хрватска подготвува некој пакет и за Црна Гора и за Босна. Можеме да замислиме од прилика кои се тие идеи кои што ги има Хрватска. Не гледаме дека некој реагира или некој се возбудува околу вие најави на Хрватска, исто како што не гледаме дека некој се возбудува околу најавите на Бугарија кон Македонија. Значи се извитопери, се измести евроинтегративниот процес, станува нешто што е карикатура, не само карикатура, него туку спротивност на целата идеја. Во нашиот случај тоа е од самиот почеток, мислам од првото грчко вето па навака, но за жал нештата се продлабочуваат сега со бугарското вето. Така што за жал еве ќе кажам, јас очекував дека токму заради оваа итност што ја создаде украинската криза, Европската унија ќе склизне во една друга насока, не се случи тоа.
Сега гледаме дека германскиот канцелар Шолц е можеби најгласен на тоа поле, тој вели дека е потребна промена на начинот на одлучување во Европската унија. Веќе дава зачестени изјави за тоа дека треба да се смени тоа гласање со консензус. Мислите ли дека тоа е можно да се случи? Бидејќи Па како знаете, тука сигурно има е дека голем дел од помалеве земји особено, тоа нема да им се допаѓа премногу. Па ја мислам дека повеќе нема да им се допаѓа на големите земји, затоа што еве ајде една мала земја да надгласаат и така и така. Може да замислите дека унијата ќе функционира ако биде надгласана една Германија? Може да замислите дека унијата ќе функционира ако биде надгласана една Франција, не да Боже. Така што може би во моментов тоа беше дадена како една најава со цел да се дисциплинираат некои земји членки кои што имаат некоја друга визија визави кризата, Русија, енергијата и така натаму, како Унгарија, како Полска. Нив поголем проблем има Полска и Унгарија, всушност, не е бугарското вето. Не, апсолутно никој тоа не го гледа. Бугарија ја оставаат сите си живува кон Македонија, но пазете, и за промена на одлучувањето со вето потребно е прво консензус. Значи треба сите да се согласат дека од сега па натаму ќе промени овој начин на одлучување. Тоа не ми делува, искрен да бидам тешко изводливо. Изводливо. Сега ќе треба, еве да речеме Унгарија, нели е таа која што има друг став визави санкциите. И сега ќе треба да седнат на маса и да се договорат дека од сега па натаму во заедничката надворешна политика не важи принципот на вето. Треба и сама Унгарија да ќе треба сама да се откаже од тоа, за после да надгласаат. Малку нелогично, нели делува дека таа работа ќе се случи. Така што знам, јас мислам дека ако нешто покажува украинската криза, покажува на пример дека една дисфункционалност од делот на Европската унија, покажува дека ако сме искрени, ако сакаме Европската унија да профункционира не само како заеднички пазар, туку како вели основачки документи на унијата, се поблиска унија, нели, дека некои институции треба да се федерализираат. Како на пример контролата на надворешните граници, Frontex, со тој договорот ќе дојдеме до тоа што Македонија никако да го потпише и никако да видиме на кој јазик ќе го потпише. Тоа е едно. Второ, делот на институциите врзани со одбраната, разузнавањето, внатрешните работи, гледаме дека нема во моментов Европската унија околу таа работа заеднички тела и заедничка политика. А имаме криза на низините непосредни граници. Така што тоа се суштинските прашања на кои што мислам дека унијата треба да даде одговор. Другото прашање врзано со енергетската криза, и тука не гледаме дека има одговор. Европа има неколкукратно повисоки цени на електричната енергија и на гасот, на оној непосреден пазар, како го викаат спот пазар, нели? Пазар на лице место. И нема придвижување, не гледаме некоја реформа, некој исчекор, работата да се смени. Знаете, систем не се тестира кога работите да добро. Кога работи да добро, најлошиот систем функционира, така? Да. Меѓутоа во криза се гледа дали еден систем функционира или не функционира. Во овој дел не гледаме еден соодветен одговор на Европската унија, како што не го видовме, се сеќавате, и кога беа вакцините. Тогаш се килавеше, ако можам така да кажам, европскиот недостасуваше солидарност, рамномерна распределба и така натаму. Имаше дебати кои што не беа водени во духот на таа европската интеграција, така што тука не видов некоја посериозно придвижување. Сега нештата ќе бидат она што цела Европа ќе се фокусира е составот на новата италијанска влада. Да. Италија во моментов е една од трите најголеми земји членки, значи порано беа големите 4, нели зборуваме Франција, Германија, Италија и Велика Британија. Сега од кога нема Велика Британија остана 3 големи земји. Не само тоа, туку е членка и на Г7, членка и на Г20, една голема, една моќна, една како да наречам, една и таму сега на власт доаѓа радикална десница, ама онака баш знаеш, радикална. Радикална десница, сеат како ти кажам, знаеш, некаде во 90-тите години во политичката наука беше напуштен тој термин, затоа што кога зборуваме за радикална десница, мислиме на онаа убедливо најрадикалната, која што се повика еден биолошки национализам, која што е изопштена од секаде. Неонацисти класични така. Нели класични така.
Мислам дека посоодветен термин би бил, да речеме сега, во однос на овие, би бил некој десница или национал-популисти, како што се ги нарекуваат. И не само тоа, мене знаеш што ми пречи? Ми пречи што точно тие се повикуваат на наследството на италијанското социјално движеење после Втората светска војна, значи постфашистите, како да не кажем. Знам, внуци, правнуци на Мусолини, дел од партија и така натаму. Со години Джанфранко Фини, лидерот на италијанските постфашисти, беше човек број 2 во сите коалиции на Силвио Берлускони. Па тоа никому не му пречеше. Беше и шеф на долниот дом на италијанското собрание, се сеќаваш. Дури кога се споја во една партија, Берлускони го подготвуваше за свој заменик, па нешто се раскара и така натаму. Меѓутоа, тој човек во тоа време никому не пречеше. Сега одеднаш го откривме дека, нели, мислам дека сепак гледаме дека италијанската десница е фрагментирана во повеќе партии, но заеднички настапува на избори. Едноставно си ги измерија сега силите во тој блок, која од тие, како да ги наречам, партии е најмоќна. И сега најмоќни испадна овие. Не очекувам, значи, ја не ги сваќам нив како некаква си ултрарадикална десница, како овие неонацисти што ги зборуваме, или дека сега Мусолини ќе се врати или така натаму. Меѓутоа, предпоставувам дека ќе биде поинако отколку што беше со Марио Драги, досегашниот, нели, премиер на... Ако го видиме примерот на Матео Салвини, кога беше министер за внатрешни работи, отприлика знаеме што може да очекуваме, особено во емиграционата политика. Една потврда емиграциона политика и веројатно ќе има трзавици некои со Брисел околу овие пакетот за помош и така натаму. Италија ќе бара една поголема флексибилност, една поголема слобода за управување со нејзините буџетски приходи. Во однос на она што сите очекуваат политиката кон Украина и кон Русија, тука не очекувам некоја си посебна промена, од причини што новата премиерка јасно стави до знаење дека таа ја продолжува со политиката на европска солидарност кон Украина и против Русија. Значи тука не треба да очекуваме некои посебни, како да речем, поместување, но нештата ќе бидат сигурно различни. Прво те дело се мигрантите, потоа и во некои други делови, значи станува збор за една влада која што ќе биде културно поконзервативна, социјално веројатно исто така ќе биде поконзервативна. Сега во економскиот дел ние останува да видиме што ќе се случува. Во секој случај, оваа влада, за разлика од досегашната влада на досегашниот премиер Драги, е влада со демократски легитимитет, затоа што се сеќаш тој дојде како катапултиран овакво на функцијата премиер. Сега да се катапултираат премиери во една земја на Г7, и тоа по втор пат, текна претходно беше со овој Конти, е работа која што нормално бирачите не ја сакаат, но да видиме, јасно е дека десницата таму има едно јасно мнозинство, и сега да видиме како тоа ќе се валоризира на следните избори. Вадеа во медиумите некои реторички интересни екзибиции на новата лидерка, таа барала да се повлече орденот на Јосип Брз Тито, не знам дали го виде тоа. Потоа зборувала за прогонот на италијаните од Словенија и од Хрватска. Сега искрено, дали очекувам дека тоа ќе биде реална нивна политика? Прочитав дека сметала дека Истра е италијанска. Добро, види се. Тоа е во моментот додека не се земе одговорноста и власта. Ајде да видиме што ќе се случи при првата средба со премиерот на Хрватска Пленковиќ, кој што течно зборува италијански, да речеме, тоа ќе биде интересна средба. Ја не верувам дека таму сега нешто Џорџа Мелони ќе бара враќање на Далмација или на Задар кон Италија, мислам, или репарации дека ќе бара, или не знам што. Исто така и со Словенија. Да видиме. Мислам дека ќе бидат прагматични според мене, но нештата ќе се сменат во секој случај. Ова што го спомнавте во односот на новата италијанска премиерка и украинската криза ми дава една паралела, едно интересно прашање за кое подолго време размислувам, а не сум видел некоја посериозна анализа. Односот на десницата и кон она што се случува во Украина, генерално во Европа. Ја гледам различен однос, значи во различни држави и од различни типови на десници, условно кажано. Например, сега таа радикална германска десница од АФД беа и беа во Русија, беа таму, беа во Украина, тие на некој начин го поддржуваат Владимир Путин, тие се добра опозиција, немаат никаква врска.
Германската па десница преточена преку Ангела Меркел и ЦДУ, ЦДУ и ЦСУ. ЦСУ беше јасно на страната на Украина. Исто и со Борис Џонсон, да речеме. Уште еден представник на тие, ајде да речеме автократи, Јанес Јанша, жесток противник на Владимир Путин, додека Орбан кокетира на некој начин со Русија, ајде да речеме најблаго кажано, Вучик веќе многу познато што се случува. Значи, интересно е дека имаме различен однос на десницата во Европа, кога за некои прашања, да речеме, за емиграционата политика се имаат слични, идентични мислења, за ова на некој начин се поделени. Не, вистината. И тоа ми е интересно како феномен, онака политиколошки. Па гледаме, види, па дел од оваа што порано важеше, нели, дел од десницата врзана со оваа Европската народна партија, отиде премногу во центарот, ако можем така да кажам. И сега помеѓу нив и помеѓу овие што беа центар лево социјалдемократи, никако да се изгубија разликите, кога да се создаде еден амалгам, каде што тешко да се препознае разлика помеѓу нив, па дури еве тие, како да речем, центристички либерални партии како оваа на Макрон, како таа во Данска, нели, владеачката партија што е и така натаму. Значи како да се стопија огромен дел од тие разлики во центарот, условно кажано, од една страна. Од друга страна па гледаме дека неолиберализмот ги потопи некако сите, ги стана измеша, да, и сега знаеш се постава прашањето кога гласаш што е разликата дали си гласал во Германија за ЦДУ, за СПД или за либералите. Кај се конкретните разлики? Да речеме, кое е прашањето што се би го поставили. На пример, истото се однесува и за многу други. Во Италија, во Франција, меѓу социјалистите, партијава на Макрон и републиканците. Некоја голема разлика нема, нели? И токму од тие причини луѓето бараат алтернативи. Алтернативите делумно ги нудат овие национал-популистите. Значи, национал-популистите растат долго време. Растат некаде од 80-тите и така натаму. Фактички раѓањето на тој неолиберализам, ти што го спомна, ги породи и нив. Одеднаш кога почна глобализацијата и така натаму, еден дел од општеството како да престана да има партија која што го представува. Тој дел главно беше работничката класа и сиромаштијата, кои што беа запоставени. Левицата која што дотогаш ги представуваше ги напушти. Левица тргна да ги застапува професионалната класа, средната класа и го напушти овој слој. А овој слој е интересен. Од една страна тоа е слој кој што е по однос на овие културни и социјални прашања многу конзервативен. Значи тоа е слој кој што е патриотски, кој што верува во државата, верува во институциите, тврдите институции на државата како војската, полицијата и така натаму, на крајот на крајшто таму се регрутираат и војници и полицајци, нели? И истовремено бара редистрибутивни политики, нели, овие левичарски, но и социјално е конзервативен во однос на овие прашања како на пример правата за, нели, ЛГБТ заедници и така натаму, е по-конзервативен, да речеме, од овој центристички слој. И сега немаше кој да ги застапи тие нивни барања. Тој простор, тој вакуум го пополни овие национал-популистите, како што беше овој Најджел Фараж во Велика Британија, партијата на Лапен во Франција, сега во Германија гледаме овие АФД, во Шведска гледаш втора партија се шведските демократи. Потоа ја спомнавме еве во Италија Мелони и Лигата, тие двете. Орбан, нели, од центрист либерал отиде во национал популизам. Хрватскиот председател Милановиќ, тој е најизразен пример. Тој од левичар отиде во радикална десница. Да, тој имаме проблем сега каде да го сместиме. Така што тоа е тој феномен. Не го гледаме само кај десницата. Значи, гледаја, на пример, и радикалната левица, која што расте во определени делови од овој, како се викаше, троцкистот, тој Меланшон во Франција. Дури видовме една мерка кога вие бараа продолжување на ковид мерките и Лапен со национал-популистите и Меланшон со овие радикални левичари ги надгласаа центристите во еден момент. Исто, значи, и тој феномен по Демос, нели, во Шпанија, Сириза доле во Грција, нели? Значи, кај нас левица овакво, го гледаме и тој феномен. Значи,
алтернативна политика се нуди и од левицата. Значи, затоа што, пази, левицата, дека тоа беше наша измислица овие години, дека левицата не можела да биде патриотска. Како не може да биде левицата патриотска? Па, после Втората светска војна, токму заради тоа социјалдемократите во Германија, социјалистите во Франција, во Велика Британија, овие, како се вика, лабористите, затоа беа популарни, тие беа и левичари, но и мафтаа знамињата, беа патриоти, нормално после војната. И одеднаш кога гледаме и ке левицата, гледаме некои такви интересни тенденции, еден вид на амалгам на нека ултралевичарска политика со елементи на патриотизам, со некој си благ евроскептицизам и така натаму. Во суштина, за што станува збор? Станува збор за алтернатива. Она што го зборам, кога ги стопите вие во центарот сите, во тоа неолиберални политики, па мислам, што е разлика дали гласаш за нели тие што се плави, светло плави или темно плави? Исто е, така? Остануваат луѓе на маргините кои бараат друг избор, бараат друг избор. Да, но. И бараат, дури понекогаш бараат да им се слушне гласот. Можеби не се согласуваат со некој лидер, така? Меѓутоа гледаат дека овој естаблишментот се плаши од тој лидер. И со гласот за тој лидер тие се едноставно порачуваат, не сакаш да ме слушаш, а сега нема кај слушаш. И Трамп беше, да речеме, исто таков феномен. Така што во право си за целата оваа работа и мислам дека тој незастапен глас на тоа мнозинство треба да се слушне. Мислам дека ќе стане многу побучен оваа зима широм Европа, затоа што кризата највеќе ќе ги удри оние кои што се најоскудни со пари. Тие протести веќе и почнуваат, гледаме дека почнуваат веќе, да. А зимата се уште не е ни почната. Да, зимата доаѓа, како беше на од. Да. Добро, некако емисијата поинаку ја концепирав, мислев, после преговорите да одиме со Бугарија, но некако продолживме прво, така ќе продолжиме, ќе се вратиме на Бугарија. Уште некое прашање за ова во однос на војната во Русија, она што сега на некој начин најмногу го вознемири континентот, па и светот, се тие закани за нуклеарна војна, кои некако се почесто се зборуваат, ако порано само се спомнуваа, особено после последното обраќање на Владимир Путин, за кога ја најави мобилизацијата. Веќе тоа, гледаме дека и Жозеф Борел вели, тие закани се сериозни, вели, не треба да се отфрлаат, па и самиот Зеленски го кажа тоа, дека не верува дека Путин блефира, што на некој начин отворено го поставува прашањето дали сме пред нуклеарна војна, нешто што најмногу се плашиме сите, се разбира. Значи, ја ќе кажам само не дај Боже. Значи, светот се одржуваше во некој баланс за време на студената војна, заради тој страв од взаемно целосно уништување. Полета ли првата нуклеарна бомба, целиот свет оди во камено време. Толку е, нели? Не дај Боже тоа да се случи. И ми се чини ова е најголема криза од кубанската, криза за нуклеарна војна збор. Да, апсолутно. Не, ова е па дури ја мислам дека е полош од кубанската криза, затоа што во кубанската криза пак имаше еден вид на околу Куба нели се сконцентрира работите, меѓутоа на крај нели седнаа големи весели и договорија што ќе се случува. Сега не гледаме подготвеност ниту кај Русија, а не гледаме подготвеност ниту кај противниците на Русија дека има подготвеност да се седне на маса и да се најде некој начин за прекин на конфликтот. Конфликтот очигледно ќе продолжи. Сега како ќе продолжи, со кои средства, не е во наши раце одлуката, ниту пак можеме на било кој начин да влијаеме. Меѓутоа првото копче, првото нуклеарно оружје ќе биде ужас. Еве најблизок пример е дојде до мене една интересна, се потсетив на една книга околу Виетнамската војна. Значи во тогаш генералштабот на американската војска тргнал да планира употреба на тактичко нуклеарно оружје. Да, се зборувало, да. Да, и Вестер Монроланд како тогаш шеф на генералштаб тоа го разработувал. Фала Богу тоа дошло до ушите на Линдон Џонсон, претседател на Америка во тој момент, кога слушнал тој, земал тоа, го спречил, тие што биле главни ентузијасти, како да ги наречем, ги спосменил, ги пензионирал и така натаму, затоа што тоа е вон секоја здрава памет, да оди некој сега да употребува нуклеарно оружје. Се поставува опасен преседан. И друго, ќе кажам и една друга работа, сега, по сите можни
Нешто се. Не сум експерт за оружје, меѓутоа сум учил меѓународни односи. Значи, во меѓународните односи е јасно дека таква работа како тактичко нуклеарно оружје може би постои во воената терминологија, во реалноста не постои. Што е разлика меѓу тактичко и нетактичко? Нуклеарно оружје. Да не збориме за целокупната проблем што може да настане на тие простори што ги зборуваме сега во моментов. Па сега тие нуклеарни тактички оружја се всушност исти како ние што се фрлени на Хирошима и Нагасаки. Сега сосема исти. Да, сега се точно, тие сега ги викаат мали. Мали бомби еве гледаме до ден денес последици имаше лике населението во Хирошима и во Нагасаки. Значи светот е буквално на ивица. Добро, денеска завршуваат овие така наречените референдуми нели во тие четирите области. Како ќе се однесува руската војска потоа и рускиот претседател на вистина не знам, меѓутоа од тоа што го слушаме е дека тие ќе ги прогласат териториите во нивните денешни граници за да се останат дел од Русија. Да, па тоа е планот. Тоа е планот. Што знаеме, да. Украина ќе ги анектира. Украина нема да се откаже од суверенитетот за врстие територии, значи војната ќе продолжи. Се дали ќе запре војната на тие граници. Видете сега што е прашањето? Прашањето е што би го натерало рускиот претседател Путин да посегне по тоа, бидејќи без разлика на се работи за човек кој е многу долго во политиката, многу веќе долго ја води и Русија и самиот знае што значи употреба на нуклеарно оружје, исто подобро многу од нас. Што е она што би превагнало, што би натежнало на таа одлука, што мислите, дали он навистина доколку Украина тргне да ги освојува тие делови за кои Русија подоцна ќе смета дека се дел од Руската Федерација, ќе посегне да употреби нуклеарно оружје, бидејќи и сам е свесен за сите преседани кои подоцна ќе настанат по употреба на такво оружје. Бидејќи ќе биде прв пат после Втората светска војна. Јас би сакал, значи тука навистина не можам, значи она ладнокрвна анализа вели дека таква нешто не треба да се случи. Но во војна знаеме дека ладнокрвноста е една од првите жртви кога почнува воен судир. Понатаму се погласни се најавите дека може би целите на западните сили, ЕУ, НАТО, нели, Съединените американски држави кои што поддржуваат Украина, не е само одбрана на Украина, туку и промена на режимот во Русија. Значи додаваме уште еден степен на паника во Москва, ако можам така да го кажам, нели? Зашто секој режим сака да се одржи на власт. Посебно во вакви услови, војна едно друго, пад од власт може многу работи да значи. Може да значи и губење глава, нели? Па знаеме како оди тоа во Русија, да, посебно. И сега знаеме како оди еден век поназад, нели? Зборуваме, се сеќаваме што се случи од 1917 година во Русија и се што случуваше 90-91. Значи тоа е проблемот. Проблемот е што ова поле на сили не овозможува да дадеме рационален одговор дали е можно или не е можно. Не де Боже да се употреби, тоа можеме да го кажеме. Меѓутоа одлуката се знаем кај се носи и како се носи. Системот не го знаеме. Сега претпоставуваме, нели сме гледали на филмовите и на руските и на американските филмови, тие тврдат дека не е само еден човек што дека повеќе ги носат кодовите и така натаму. И дека треба сите тројца, четворица, петорица се согласат. Дали е така? Не знам. Значи сигурно дека нема на нас на телевизија да ни откриваат за тоа. Да се надеваме дека е така. Да се надеваме дека таму има повеќе филтри и дека има повеќе степени на одлука пред да се посегне кон употреба на нуклеарно оружје. Но факт е дека мислам дека војната не делува дека е блиску до своја завршница. Треба да заврши на зелена маса. На таа зелена маса нема да бидат само Украина и Русија, ќе биде далеко еден поширок круг на држави членки, држави од светот. Исто така, не знам кој ќе биде медијаторот. Сега очигледно дека тука ќе треба некој Ердоган се постави на еден начин. Најмногу се наметнува Турција, да, до сега. Турција се наметнува нешто и нели срамежливо, иако тие зема блага руска страна, но не целосно за Кина зборам. Да.
едно друго. Индија исто така е неутрална во судирама. Сега колку се тие моќни нели на крајот на краиштата да ги седнат не само Украина и Русија, туку и НАТО и Соединените американски држави, не знам. Значи судирот е далеко, меѓутоа тој судир за жал кај нас предизвика последици. Јас се сеќам бев кај тебе во емисија баш на почетокот на судирот која кажав една работа. Многумина тогаш, знаеш, дури ми се подсмева, од каде се го вадиш, дека можеби е моментот зрел, тогаш реков, да се пристапи кон една македонска концентрациона влада, каде што сите сили од собранието ќе влезат внатре. Да може заедничка се зачекори во кризата што следува. Еве сега гледаме дека ѓаволот ја однесе шегата, нели? Нема да функционираме, не само ние нормално, цела Европа нема да функционира нормално. Ми се чини дека побрзо ќе се договорат Русија и Украина отколку нашите политичари тоа да го направат. За жал, ќе се вратиме кај нас сега. Во однос на Бугарија, повторно имаме истата дилема, дали Бугарија ќе не блокира за историските прашања, дали нема да не блокира. Македонската влада останува цврсто на ставот дека според преговарачката рамка тие немаат право да не блокираат за историските прашања, велат дека и тоа што се спомнува протоколот и договорот со Бугарија дека тие не се дел од тие обврзувачки делови во преговарачката рамка, дека тие само ќе бидат доставувани како извештај до Европската комисија, дека Бугарија формално нема да може за нив да не блокира, освен велат доколку ја злоупотреби својата позиција. Од друга страна, пораките од официјална Софија се јасни. Тие повторуваат. Мора да се исполни договорот, мора да се решат историските прашања ако сака Македонија да оди напред. Го повторуваат стално. И сега како да гледаме на преговарачката рамка со две различни диоптрии. Наша и бугарска. Каде е вистината? Па на нивна страна, затоа што кај нив е правото на вето. Не е правото на вето кај наша страна. Тој вели ќе ти става вето, а ние велиме ние ќе апелираме на твојата добра совест да не ни ставаш вето. Од друга страна ја го заборев, еве тука ми е во мојата чанта, не го ставив на маса. Подготовката што ја правев за оваа емисија со тебе секогаш интересно, да морам да има некои факти. Како се викаше овој бугарскиот амбасадор во Соединените американски држави? Се сеќаваш на неговата изјава? Да, за Глас за Америка. Тој јасно каже дека историјата е услов, да. Сега, ако читаме јасно и од самата работа на комисијата, нели? Што е целта? Ангел Димитров не крие што е целта. Целта е Македонија да признае дека бугарската историја е македонска историја. И да се извлече една линија од бугарското средновековие, славно или не знам какво, кое што било на територија од Дунав до Белото море, до Егејско море, од Охрид до Црното море, дека тука живее еден народ кој што во 6 век се хомогенизирал и кој што пловел понатаму низ историјата заеднички до 44-та, која се разделил во две групи, така да го кажам. Односно, кој еден дел од народот нивни бил заблуден од пропагандата на Тито, нели? И сега бареа таа врска да потврдат со делот на преродбата, 19-тиот век, нели, раѓањето на нациите, кога треба македонските преродбеници да се побугарчат, нели? Потоа тоа да се поврзе со периодот на нашата револуционерна борба, историјата поврзана со ВМРО, и така натаму, за на крај сето тоа да кулминира некаде дури и меѓу двете светски војни. Па гледаме и Кочо Рацин таму, нели, стана преку ноќ бугарски поет и така натаму. За да се каже едноставно... За нив сите се бугари, да, така нема едноставно се повлече црта дека 1944 година, нели, тоа е еден народ и тука дека нели под влијание на Коминтерната, Тито, Југославија и така натаму, еден дел од бугарскиот народ е во заблуда. Од тоталитарната југословенска пропаганда му бил испран мозокот и од бугари станале македонци, па сега преку демократизацијата и европеизацијата тие повторно ќе се вратат својата некогашна бугарска свест. И се ова делува чудовишно. Мислам, како да ти кажам, мислам како да ги слушаме ние, слободно ќе кажам, мислам сега, јас малце понекогаш знам да бидам и предиректен, како и слушаме ние идиотини од Белград и Загреб кои зборуваат, нели, дека не постои македонска нација, не постојат бошњаци, не знам, не постојат црногорци и така натаму. Сега, како тоа не постојат? Добро, знаете што, тие бугарски барања се јасни таму, нема ништо спорно во тоа што они сакаат и што бараат, знаеме што сакаат и што бараат. Прашањето е што планира државава да направи. Она што историската комисија упорно го тврди на нивните последни
брифинзи и јавни изјави, тие велат прво дека нема да направат ништо што остапува од историската наука, дека тие не ја не пишуваат историјата, дека тие заедно со бугарските колеги даваат препораки, подоцна тоа треба да го имплементираат политичарите, државите, доколку сакаат, се разбира, велат. Има таму низа механизми, значи од Биро за образование, кој ги подготвува учебниците, па така натаму. Велат дека тоа не е баш така, дека но сепак остануваат на ставот дека нема да направат ништо што ги загрозува националните интереси. Тврдат. Тоа е проблемот со комисијата. Основен проблем е методолошкиот проблем. Не, прво проблемот со целта. Значи Бугарија се повикува на договорот за, како се викаше, пријателство, добрососедство и соработка. Да. Каде што се вели дека нашата историја била заедничка, на бугарски општа, нели? Иста. Тоа ке значи така. Тој збор е спорен, заедничка или иста или споделена? Да, не. Значи, ние сакавме да биде споделена, но пишува заедничка, да. Сакавме и сакаме. Да. Но тие велат не иста е таа историја. Не пишува заедничка, да, во договорот. Заедничка во општа во бугарската верзија, значи. И сега тоа е суштинското прашање. Значи, по бугарско толкување, а кај нив е мојта преку ветото, нели? Целта е комисијата да произведе заедничка иста историја. Ама не како компромис меѓу македонската и бугарската историја. Туку Македонија преку македонскиот дел од комисијата да признае дека бугарската историја е валидна. Тоа е проблем во самата, како да речам, самиот темел на комисијата внатре има една динамит, нуклеарна бомба. Овак, тоа е првиот проблем. Вториот проблем кој е? Од оваа страна, од македонската страна, се наоѓаат наши познаници, колеги со кои што сме се работували и така натаму, кои што поаѓаат од методите на истражување на современата историографија, политички науки, антропологија и така натаму. Од другата страна, ги имаме првенците на бугарскиот национализам и на едно националистичко примордијално толкување на историјата и на заедницата. Значи, за нив нема, значи, вечна е историјата кај нив, нели? Бугарија е вечна. Ни сите векови, ни сите инкарнации Бугарија била вечна. И пазете, и тука нема диалог. Од една страна, овие што се нашиве велат, ајде да видиме како тие текови низ историјата довеле до ситуацијата во која што се наоѓаме денес, ајде да ги проучуваме таа динамика на историјата, да видиме кога се формирани модерните нации. Модерните нации немаат некоја си длабока историја. Модерните нации се последниве 200 години, 250 години, толку е. Она што денеска го замислуваме како модерни нации. Но не. Од бугарска страна, малтене, бугарската нација сигурно тука од 6 век, ништо чудно поназад, нели? Тракиеве сега гледаме ја во антиката, нели? Македонија им погрешно нема право да ја проучува своето античко минато, Бугарија има право да го проучува своето античко минато, што е вон памет, како да кажам. Добро, но знаете... И се сакам да кажам, значи, тоа е проблемот, значи, со комисијата. Од друга страна, мислам дека комисијата има уште еден проблем. Тој другиот проблем на комисијата е на што се потпира таа комисија. Во моментов, браник на македонскиот дел на комисијата е ова, што го правиме јас и ти. Значи, во јавноста дискутираме за овие теми, тие теми создаваат една слика, впечаток, што мисли Македонија генерално и толку. Институциите се имаат откажано. Она што јас го гледам, на пример, и што мене ми пречи, е што наместо Министерството за надворешни работи, владата и така натаму, да бидат бедемот на македонскиот дел на комисијата, не. Тие едве чекаат бугарите да излезат со позиција и трчаат да спроведуваат таа бугарска политика. Слушав дека сакале дури и овие 5 точки што беа договорени, тие 5 личности и така натаму, дури табливе сега да тргаат да ги стават и така натаму. Тоа е проблемот. Сега од една страна и председателот Пендаровски ни тоа го спомна како процесот бил долг, зависело од ова, зависело од она, ама не е така. Ние гледаме дека
буквално они трчаат, како безглаво, без да размислат, да спроведат се што бугарите ќе посакаат. Добро, знаете И сега, знаете што е проблемот? Проблемот е што тоа ја растура нашата внатре заедница, знаеш. Тоа што го врзува еден народ е, значи, една, како кажем, свест за заедничко минато, свест дека сега сме заедно во една работа и свест дека и во иднина ќе сакаме да останеме заедно. И ти кога ја разараш таа свест, а ја разоруваш на овој начин, сега одеднаш, кајде сега, не знам, бугарите посакале, цар Самуил ќе ја правиме бугарски. Кирил и Методи, што немаат врска со Булгарија, ќе ги правиме бугари. Ќе тргнеме сега, не знам, ајде сега, запнале они преродбениците да ги прават бугари. Мислам, вон памет. Гоце Делчев, зошо е, например? Гоце Делчев е намерно избран. Во нашиот пантеон македонскиот, Гоце Делчев е маченикот на револуцијата. Херои, така, да. И сега, тргнале они со сета од петни жили да го побугарчат. Но знаете, ова што го зборуваме, да речеме на некој начин се официализира со договор за добрососедство, кога се интензивираат преговори на некој начин, но ова е бугарски став кој постои 70 години, тука нема ништо ново. Еве го спомнавте Гоце Делчев, он има град Гоце Делчев. Само да кажем, постои многу подолго. Сандански имаат град, имаат. Постои многу подолго. Меѓутоа од Ѓорги Димитров, да речеме. Мора и претходно. И претходно, но тогаш има дури пред да биде формирана бугарската држава. Во моментот кога нели дискусија. Мислам позициите им се исти на нив. Ништо но и отпорот е исто толку стар. Од каде ова го тврдам? Еве, они го имаат она од Славејков, оно есеот, нели, каде што тој некаде 1860-та година, 70-те, како беше, во Цариград, пишува како во тоа време, нели, нема граници. Да. И Бугарија и Македонија се дел Отоманската империја. Да. И тој вели, вика, нашите македонски браќа, вика, тврда дека не сме исти, тврда дека били од Александар, не знам, тврда дека имаат свој јазик и така натаму. И вика дека тоа, вика, не од сега, од пред 10 години, што значи некаде од средината. Значи, пазете се, таа политика, еве, добри измеривме, 170 години може си постои, ама и отпорот постои исто толку долго. Не, тоа не е спорно. Значи, сакам да кажам, значи, она што ме фрапира, сме го зборувале сега со тебе, ова многу често. Ворете таа комисија да постои. Нека се дискутира, ако треба 50, 100 години нека дискутира. Зошто да не? Ама не може од тоа да зависи европска интеграција. Не, тоа е јасно. Сега замисли се да направи една друга, да тргнеме сега да се докажуваме ние со бугарите Чифе, Крале и Марко. Пак ќе ни дојдат тука и србите, и црногорците, и хрватите. Ајде уште ова, министар за надворешни работи вели дека многу од тие тези кои се вртат во јавноста, кои се на некој начин се во конотација на тоа дека се прави предасо во држава, дека се побугарчува и така натаму. Тој вели дека се лажни тези, дека се неточни и така натаму. И вели многу малку се обрнува внимание на тоа дека декларацијата во Бугарското собрание, која беше донесена, онаа декларација во која беа најрадикалните бугарски позиции, над која застанаа сите бугарски партии, нели, во кои се најдискриминирачките ставови во поглед на Македонија и македонците, дека тие не постојат, дека се од 45-та, македонскиот јазик и така натаму, дека таа декларација е фактички ништовна со гласањето на бугарските пратеници за францускиот предлог. И вели многу малку, како да кажам, дека они отстапиле, вели, од таа позиција, многу малку, вели, во држава се зборува за тоа. Значи, вака, ја често кажувам за еден мој пријател од средно училиште, дека мислењата за него беа поделени. Тој за себе мислеше дека е голем љубовџија, никој друг не мислеше така. Така беа поделени мислењата, нели? Така и овде. Бујар Османи мисли дека декларацијата е отповикана, никој во Бугарија не мисли така. Еве, дали излезе еден бугарски политичар да каже дека тоа е точно? Па не би може да каже тоа е голем пораз ако го каже. Не, ма како би се види. Па ќе го забележевме тоа дека се случило, нели? Мислам, како да кажам... Не, он сака да каже францускиот предлог ја побива таа декларација бидејќи зашо тогаш македонците реагираат така бурно, а бугарите триумфално? Сега пази, овие кои што победиле се траорни и потонале, нели? А овие кои што изгубиле се еуфорија. Сега малку, знаеш како да ти кажам, никој работи не идат едно со друго. Буквално во еуфорија се.
Кирил Петков славеше таму. Сите славеа, вика од изгубени позиции гледо каде дојдовме. Значи победа нивна дипломатска par excellence, наш пораз дебел. И не само тоа, сега има неколку други работи. Она што мене ми пречи е лажењето. Значи тука кога беше исто, се сеќавам во јуни или во мај или кога зборувавме со тебе овакво. И ти ме прашуваш, па нели вика не преговараат, они вика дека не преговараат. Ја викам, па гледаме дека преговараат. Како гледаме? Гледаме посредно. Читаме што велат бугарите, читаме како нашите одговараат, дека нешто се случува. Тие викат, не преговараме, нема формален предлог на Унијата. Кога дојде формалниот предлог, значи до 30 јуни Пендаровски вика појма немал дека има предлог, после вика ја го преговарав. И сега, како да кажам, знаеш, има граници на се. Како вика Линколн, можеш некои луѓе да ги лажеш цело време, може сите луѓе некој време, а не можеш сите луѓе цело време да ги лажеш. И сега, проблемот е што тие се кладат на оптимизам. Дека некој нив ќе ги заштити, дека се тоа што го прават на крај ќе донесе Македонија пред портите на ЕУ или внатре во ЕУ и дека се тоа ќе биде релевантно. Не е така. Создаваат обврски. Тие обврски имаат последици. Тие последици ја разараат заедницата внатре кај нас. И тоа е проблем. Друг проблем, па да не зборуваме, исто така, ја не сакам вака да зборувам, меѓутоа, мислам дека Бујар Османи треба да биде многу повнимателен. Тој е еден од политичарите од албанската етничка заедница во Македонија, кој што најдобро ги познава македонците. Очигледно е тоа. Гледаме на начинот на кој што тој настапува во јавноста, начинот на кој што ги крои тезите и така натаму. Се гледа дека тој, затоа што е од Скопје, нели, живеел во една мешовита средина, се школувал меѓу другото на македонски јазик, успеал да проникне во свеста на македонецот. Мислам дека тој лично треба да биде многу повнимателен. Зошто? Затоа што сепак тој представува една албанска националистичка партија, дуи една исклучива партија, тоа не е партија, граѓанска партија. Тоа е една партија која што дури на моменти иде кон етношовинизам, како на изјавата на Груби, не може да биде градоначалник на Кичево македонец, зашто бил воен плен од 2001 година Кичево, значи пази. Значи тој избрал Бујар Османи да иде во таква партија. Со неговиот габарит, со неговиот интелектуален, како да го речем, тежина. Тој можел да биде во една граѓанска партија која што е наднационална, не е тамо. Токму затоа мислам дека треба да биде многу внимателен. Затоа што станува збор за теми кои што за македонците се многу емотивни теми. Осетливоста на македонците е на многу високо ниво. И се што доаѓа од било кој политичар во Македонија се зема како провокација. Не само од него, и од Димитар Ковачевски, од Маричич и од сите останати. Меѓутоа, тој има далеко поголема одговорност. Затоа што и покрај тоа што е политичар албанец што одлично ги познава македонците, политичар албанец кој што можел да биде во една наднационална политичка партија, граѓански и така натаму, тој е во една националистичка партија на албанците во Македонија, која што буквално ја гледа целата политика како игра во која што има победник или поразен. Гледаме ова со балансерот. Значи, постојано излегуваат од таму некои лоши меѓуетнички провокации. Од тие причини мислам дека не е доволно внимателен. Значи, до сега внимавал, влегува со оваа работа околу францускиот предлог во работи кои што едноставно може многу да му наштетат во неговата политичка кариера. Да, добро, нас мислам дека разговаравме и малку повеќе од што планиравме, но секогаш е така со нас, да. Секогаш е и чест да биде во твоето студио да се разговара. Да, Боцевски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам. Ова беше Ивица Боцевски, одиме со една куса пауза за реклами и продолжуваме со аналитичарот Иво Рангеловиќ.